Полесен и побрз пристап до европски пари, поголема поддршка за проекти во инфраструктурата, енергетиката, здравството, образованието, помош за малите и средни бизниси. Европската инвестициска банка отвора представништво во Скопје. По состанокот во владата помеѓу премиерот Мицкоски и подпредседателот на банката Де Грот се потпиша договорот кој овозможува поблиска врска со европските институции. Според надлежните, ова е значаен чекор која потврдува посветеноста на земјава кон продлабочување на соработката со европските партнери, но и показател за економскиот потенцијал на Македонија. Сега се очекува проектите да се реализираат побрзо, со помал административен товар, а средствата да се насочуваат потранспарентно и со поголем ефект. Новата фаза на соработка во која влегуваме денес се совпаѓа со стратешките цели на владата. Забрзување на економската трансформација, поддршка на зелената транзиција и усвојување на европските успешни практики и стандарди. Нашата заложба останува јасна, да создадеме услови за стабилен раст, нови инвестиции, зголемена конкурентност и поквалитетни услови за животот на граѓаните. Договорот ќе придонесе за подобра комуникација на ЕИП со владата, локалната самоуправа и македонските компании. Роберт Де Грот најави и помош во спроведувањето на проектите и реформите кои се дел од планот за раст на Европската комисија. Тоа ќе ни овозможи да продлабочиме врската, но и нашето портфолио да порасне во согласност со приоритетите на владата. Како дел од Тим Европа и од новиот план за раст на Европската комисија, подготвени сме да ги поддржиме нашите македонски партнери при испорачувањето на проекти кои што ќе имаат силно влијание и ќе промовираат одржлив развој, поврзување, зелена транзиција, како и подобрени здравствени и образовни услуги. Од нашата независност до денес, Европската инвестициска банка има инвестирано над 1,6 милиарди евра во клучни сектори за стабилен развој на Македонија: инфраструктура, енергетика, транспорт, поддршка на малите и средни предпријатија, како и подобрување на животниот стандард преку модернизација на јавните услуги. Во меѓувреме, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија координирано работи на привлекување странски инвестиции, но и се насочува кон други пазари во Африка и Азија. Проширувањето на дипломатското присуство, како што е најавата за отворање амбасада во Саудиска Арабија и планираните активности на пазарите на Блискиот Исток, ќе донесат повеќе инвестиции, нови работни места и посилна економија.